Јас би сакал денес да одговориме на едно прашање и во денешната лекција преучувавме за исцелување на фатениот, кој друг? Мијатата сабота заради, кажи Рајна? Да, кој друг праша? Да, тој, за тој мислев. Исушената рака, како се? Да, исушената. Бидејќи мијатата сабота заради нашиот гостин не ја проучувавме тогашната лекција, јас сакам да се подсетиме на 3 исцеленија кои што таму се споменати. Да одиме по обратен редослед, да отвориме во Марко 1 глава, Во Марко 1 глава од прво 40-тиот, значи обратен редослед, 40-тиот до 45-тиот стих. Да го прочитаме овој текст. 40-тиот стих, па натаму. И дојде кај него еден лепрозен. Каков лепрозен? Што би правиле ние, ако дојде кај нас некој лепрозен? Како ќе реагираме? Како вака спонтано ќе реагираш, ако ти се приближува некој лепрозен? Да. И тоа е многу природно и многу логично. Така? И дојде кај него еден лепрозен, но Исус не избега така. Исус не избега. Или подоцна ќе видиме Марко 5 глава, кога бесните гадаринци излегува од гробишта со скинати синџери, ги скинале, спрангите ги скина, металните синџери ги скина, толку е силен демонот во нив. Апостолите спраштија да бегаат. И се сеќавате до кога бегале? Бегаат, трчаница, додека не приметиле дека Исус не бега со нив. Тогаш застанале и почнале да се враќаат назад. Исус не избега од лепрознијев. Но овој, молејки го, падна пред него и му рече, видите што му рече? Ако сакаш, можеш да ме очистиш. Значи, проблемот е само дали сакаш, дали е Божја волја. Само тоа е проблемот. А не дали можеш, како што направи таткото на обседнатиот. Ако можеш, Господи, исцели го. Господ му рече, ако можеш да веруваш. Како Исус му одговорил на лепрозниот? Смилувајќи се, Исус протегна рака, се допре до него. Морал ли ова да го направи? Морал ли ова да се допре до него? Се допре до него и му рече, сакам, очисти се. И штом го рече тоа, се изгуби лепрата од него и тој стана чист. Кој е претходниот случај? Од 29-тиот стих, се враќаме малку поназад,
Штом излегува од синагогата, дојдоа со Јаков и Јован во куќата на Симон и Андреј, значи, во домот кај што живееше апостол Петар, пред да биде повикан како рибар, и брат му Андреј. Овој превод вели, а тештата на Симон, како вели Константинов, лежеше, значи бабата на Петар, лежеше од треска. Беше болна од треска или грозница, вели српскиот превод. И веднаш му јавија за неја. Тој пристапи, значи Христос, влегол во домот и што направи? Ја фати за рака и ја подигна. Повторно гледаме допир. И треската веднаш ја остави. И таа стана и ги служеше. Имаме тука случај како Исус лечи и исцелува луѓе со допир. И мнозина од евреите се подразбирало за да биде исцелен некој, дори и сестрина Лазар, која го викаат многу подоцна, при крајот на неговата служба. Дојди, Господе Лазар, пријателот твој е болен, значи дојди, твоето физичко присуство е потребно, дојди за да го исцелиш. Се подразбира Христос да дојде таму каде што е болниот, да се сретне со него, дури да го допре, па и жената што беше болна од крвотечение, некако и таа разбирала, не можам да му пристапам на Исуса, не можам, значи, да го привлечам неговото внимание, толкава гужва околу него се стиска, барем да ја допрам неговата облека. Така? Значи, така си разбирала жената, и Христос ја пофалил заради таа вера, дека треба да се оствари физички контакт, треба допир. Господе, дојди, Лазар е болен, ќе умре. Значи, треба да дојде физички. Старешината на синагогата, Јаир, го зема Исуса од синагогата. Треба Исус да дотиде сега дома, во домот на Јаира, каде што лежеше веќе почивната неговата керка. Христовото физичко присуство, Христовиот допир. И сега замислите, тоа било логично за евреите. И се замислите зошто Христос бил восхитен кога римскиот офицер му рекол: Господе, не мора да доаѓаш. Не мора да поминеме сега 20 километри до мојот дом, каде што лежи болен мојот слуга. Кажи само збор, тука кај што се наоѓаш. Колкава беше таа вера. Колкава беше таа вера. А видите, и верата на сите овие Христос ја пофалува. Верата на другарите на фатениот и сушениот, замислете, толку гужва, го откриваат покривот. Покривот. Толку има гужва во куќата и надвор од куќата, што ми треба? Го откриваат покривот за да влезат. И тоа е вера. Тоа е вера. Мнозина би се откажале. Не може, гужва е. Гужва е. Што ќе правите? Гужва е. Не може. Кого попробува да исцели? Јас реков, во Скопје да дојде Исус физички, да речеме на крајов тука или на почетокот на Партизанска. Па ја мислам, кога цела Партизанска до Ѓорче од мостот на Сари, све ќе биде блокирано, гужва, редици луѓе да чекаат прием кај Исуса.
Цело ѓорче, цело влаа и сите карпоши навака. Гужва. Нема да стигнеш на ред. Немаш да стигнеш, гужва. Кој попрво? Што ќе правиш? Овие луѓе не се откажале, го откриле покривот за да влезат. Толку биле упорни, но и тие верувале дека е потребен физичкиот контакт, физичката средба, близината со Исуса или допирот. Што еден незнабожец сватил дека баш тоа не е потребно. Можело и поинаку. Значи, ние луѓето и кога сме верни, иако сме често маловерни, а што значеше тоа? Маловерни, дека сме неверни, ама со исповедајки вера. Неверни, исповедајки вера, за разлика од атеистите, кои што се отворено неверни. Неверни, исповедајки вера, тоа се вика маловерни. Но и кога сме верни, дали сите имаме иста вера? Не. Некој има помала, некој има поголема, но дај Боже да сме верни, па дури и малечка да имаш, тоа е спасоносно. Дури синапово зрно, тоа е чудотворно. Дај Боже да сме верни, но немаме сите иста мера и на вера. Некој повеќе, некој помалку, како и параболата со талантите. Некој повеќе, некој помалку. Значи, ја исцели бабата на Петар, ја фати за рака, ја подигна и треската веднаш ја остави. И таа стана и ги служеше. Понатаму читаме, а приквечер кога заоѓаше сонцето, кај него донесуваа секакви болни и бесомачни, односно обседнати со демони. И целиот град се беше собрал пред портата и излекува мнозина што страда од разни болести. Истера многу демони и не им дозволуваше на демоните да зборуваат, зашто го знаеја. Потоа се споменува како Исус се молел по цела ноќ, или ако не цела ноќ, утредента станувал во темни зори, излезе и отиде на пусто место и таму се молеше, значи се молеше постојано, и таму во тие часови ги полнеше батериите, така да се изразиме, односно ја стекнуваше силата и благословот од озгора за сето она што го правеше во текот на денот. Сите денови од неговата јавна служба. Но најинтересен ми е случајот со една сабота, тоа е истата сабота кога ја излекувал бабата на Петар, значи во саботен ден и Незе ја излекувал. Таа сабота пред тоа богослужение во синагогата во Капернаум. Читаме од 21 стих. И дојдоа во Капернаум. И веднаш во саботата тој влезе во синагогата и поучуваше. Значи, видите како можеме да претпоставиме дека можеби не била првата сабота Христова во Капернаум, можеби не и првата од почетокот на неговата јавна служба воопшто или во Галилеја конкретно, посебно. Но можеби и била, не знаеме, бидејќи многу рано се споменува овој извештај, барем во Евангелието според Марко. Еднаш прашав и сега би сакал да прашам, како би сакале во вашата црква во саботен ден Исус да дојде и да проповеда од катедра, од ова место? Би сакале?
Би ја пропуштиле таа сабота? Дали би ја пропуштиле таа сабота? Знаете, има некои верници кои што не доаѓаат редовно. Дали таа сабота би ја пропуштиле? Ја мислам, ке нема место. Ја мислам, цело Скопје ке сака да дојде. Ке нема место. Добро, да. Тоа беше следното. Како и да е, некои можеби намерно не би сакале да дојдат. Во секој случај, тоа зависи пак од нас, од нашата духовна состојба. Грешниците сакаа да одат по Исуса, иако биле грешници. Тие знаеа дека се грешници, но Исус ги привлекувал. Кои се тие на кои Христовото присуство не им беше пријатно? Тоа се оние што мислеа за себе дека се праведни. Па според логиката, оние што мислат дека се здрави, не им треба лекар. Сега, замислите прва Христова сабота да претпоставиме, во Капернаум. И таа сабота тој поучува, значи тој Христос држи проповед. 22 стих вели, и се чудеа на неговата наука. Зошто? Зашто тој ги учеше како оној што има власт, а не како книжниците. А што значи ова како книжниците? Да го преведеме на 21 век. А не како магистрите и докторите по теологија. Или не како теолозите, свештениците, проповедниците, како се, која сакате именка ставете на местото на книжниците. Книжниците биле закониците, биле теолозите, биле овластените толкувачи на законот. Значи, сертифицираните, не било кој. Не било кој. И замислите, таа сабота кога Исус држи проповед, веднаш се случува инцидент, се случува. Во црква се случува инцидент. Ние знаеме од минатиот век, паметиме некои саботи овдека со гужви, со инциденти. Така било и кога Христос бил на катедра. Сега, се случува инцидент. Значи, Христос држи проповед и одеднаш станува некој, вели текстот, имаше во синагогата нивна човек со нечист дух и сега ја прекинува Христовата проповед, че станува, го прекинува Христа и извика со силен глас говорејки: што имаш ти со нас, Исусе од Назарет, си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си ти, светец Божии. Кој го рекол ова? Демонот или бесот. Демоните сигурно искрено биле исплашени од Христовото доаѓање на земјата. Тие стравувале дека навистина настапил судниот ден. Дека им дошол крајот, со други збори. Со првото Христово доаѓање им дошол крајот. Знаете, од перспектива на Стариот Завет немало разлика. Прво Христово доаѓање, второ Христово доаѓање, еднаш ќе дојде како слуга, понизен, како јагне, а друг пат ќе дојде како лав, како цар, како судија. Не, од перспектива на Стариот Завет, тогаш кога ќе дојде Месија, све ќе биде. Све ќе биде тогаш. И така и евреите очекувале. И демоните били сплашени. Христовото доаѓање на земјата значило дека им дошол крајот. И затоа ова го извикува бесот. Исус пак му заповеда велејки: молкни и излези од него. Тогаш го стресе нечистиот дух, па извика со силен глас
и излезе од него, и сите се стресоа од ужас, така што еден со друг се прашуваа и велеа што е ова ново учење со власт. Тој и на нечистите духови им заповеда и тие му се покоруваат. И одеднаш се разнесе глас за него по целиот галилејски крај. И само би сакал да додадам цитати од Духот на пророштвото во врска со ова. Например, во одсекот од вторник 9 јули, или 17 страница од поуката, од средина некаде на одсекот, но Исусовата служба тој ден се уште не била завршена. По зајдисонце, по завршување на саботата, многумина дошле во домот на Петар, очекувајќи исцелување, несомнено поттикнати од она што го виделе или го слушнале во синагогата тој ден. Фактот што писателот на ова евангелие не нагласува дека луѓето дошле подоцна затоа што чекале да заврши сабота, укажува на тоа дека тој очекувал од своите читатели да знаат што представува саботата. Оваа карактеристика на евангелието според Марко е во согласност со претпоставката дека неговите читатели ја почитувале саботата. Се разбира. Понатаму, Марко вели дека целиот град се собрал кај портата таа вечер. Целиот град, Капернаум. Значи, она што ја реков, цело Скопје ќе проба да влезе тука, ако е Исус на катедра. Или ако се разнесе глас дека е некаде во некоја канцеларија, просторија, во нечiji стан, овдека, во Скопје и така натаму. Цел Капернаум се собрал во домот на Петар, како е тоа можно. И сега Елена Вајд вели, во Копнежот на вековите, постојано доаѓале и си заминувале. Зошто? Зашто никој не знаел дали утрешниот ден ќе го затече исцелителот помеѓу нив. Зошто мнозина луѓе се гужвале околу Исуса? Бидејќи тие немале гаранција дека ќе имаат друга шанса во иднина. Христос сега поминува низ нашето село, низ нашиот град и немам гаранција дека ќе имам друга шанса во иднина. Сега му е мајката. Сега треба да ја искористам шансата. Затоа гужва околу Исуса. Гужва народ. Никогаш порано, продолжувам со зборовите на Елена Вајд, никогаш порано Капернаум не бил сведок на таков ден. Ја ќе би рекол никаков град во историјата ни после тоа до ден денес. Воздухот бил исполнет со гласови на победа и со извици на ослободување. Нешто што го нема во денешните болници, клиники. Такви феномени не гледаме. Дори и во 21. век. Христос е единствениот лекар. Христос е особено единствениот исцелител. Спасителот бил радосен во радоста што ја разбудил. Додека бил сведок на страдањата на тие што доаѓале кај него, неговото срце било поттикнато со сочувство и се радувал што можел со својата сила да им го поврати здравието и среќата. Забележете го ова, исто така Копнежот на вековите. 259 страница во оригиналот. Исус не престанал да работи се додека и последниот страдалник не бил излекуван. Ноќта веќе поодминала, кога мноштвото се повлекло и мир се спуштил врз домот на Симона. Долгиот возбудлив ден поминал и Исус побарал мир,
Меѓутоа, додека градот уште бил во сон, спасителот из утрената мощна рано стана и излезе и отиде на осамено место и таму се молеше на Бога. Има многу цитати, има уште некои цитати и во одсекот од петокот, минатиот петок, 12. јули, од лекцијата што не ја проучувавме. Може да ги прочитате тие, ако не сте ги прочитале, дома. Интересен коментар исто во Копнешто Јаковите дава и за случајот со обседнатиот во синагогата. Предпладнето во саботниот ден. Но јас би сакал да размислиме малку и во контекст на денешната лекција, исцелувањето на фатениот или човекот со исушената рака. Прво да одговориме на прашањето што значи да бидеш исцелен, исцелена. Што значи тоа? Што значи исцеление? Исцело. Да станеш каков? Цел. Го разбераме ли овој збор? Цело е кога има, како гласеше таа реклама, цело е кога има се. Видите, Библијата користи еден поим, кој што, например, во денешната медицина не се користи. Се користи поимот исцеление. Во медицината сте слушнале? Сте прочитале? Како, докторе, како? Исцели. А ме интересира, се користи лекување? Тоа се користи, да. Бил некој излекуван? Тоа е друго прашање. Ако некој човек бил болен од нешто, потешка или полесна болест, се едно, па бил излекуван или оздравен, тогаш кој го направил тоа? Медицината или Господ? Да речеме, сте биле болни од грип, па сте оздравеле после некое време, така? Што ве оздравило? Што е тоа што ве оздравило? Значи, имунолошкиот систем. Да. Значи, пак Господ. Ние сме... Медицината може само да помогне во тој процес, може и да одмогне, зависи. Зависи што се користи, како. Меѓутоа, ние луѓето, во принцип, може да помогнеме на процесот на излекување, но не сме ние луѓето тие што лекуваме. Тоа е пак Господ. Но Господ е единствениот исцелител. Значи, кога велиме денес дека некој е болен, на што мислиме? Да, му фали здравие. А спротивно од тоа велиме дека човек е здрав. На што се мисли кога ќе се рече дека човек е здрав? Дека не е на терапија, например. Дали? Доктор е така, дека нема апчиња, не користиш апчиња, си здрав. Или...
и ментално. Така, значи, како што и болеста, можеш да бидеш телесно болен, душевно болен, социопат, да, психопат. Па согласно тоа, да се биде здрав, подразбира, е многу поширок поим од тоа исправно да ти функционира се во телото. Значи, поширок поем од материјата. Така, сега да се биде пак цел, односно исцелен, го опфаќа и духот. Тоа што не е материја. Што значи да бидеш исцелен? Дали сме ние здрави? Сега зависи од дефиницијата. Така? Ако сме на апчиње, значи сме болни. Така? Дали ако сме зависници од апчиња, сме здрави? Дали ако си зависник, например, зависник од дрога, например, дали си здрав или си болен? Дали зависниците од дрога ги сметаме за здрави или за болни? И па сега, ако сме зависни од легалниве дроги, сме здрави или болни? Да. Да речеме дека сме здрави телесно, или што оној израз што постои здрав како дрен. Не знам дали го разбираме тоа. Знаеме, сме виделе дрен. Знаеме што е дрен. Толку сме модерни и дрен не знаеме што е. Но поговорките си останале. Значи, телото ни е супер, здрави, како дрен. Исто така сме ментално здрави. Да речеме дека нема ни цигари, ни други кафиња, било што. Здрави. Некој атлетичар, да речеме, еве да земе пример на најздраво можно тело. Ментално здрав, да речеме млад човек. Социјално, да речеме, се нормално семејство, воспитан, искочен. Тоа е прашањето. Дали е тоа доволно за да се биде цел? Не. Што фали за да бидеш цел на сето ова претходно? Ти фали духот. Значи, можеш да бидеш телесно здрав, можеш да бидеш душевно здрав, но ако не си духовно здрав, а што е тоа? Сето тоа што го слушавме минатата сабота. Тогаш не сме цели. Цело е кога има се. И дали забележуваме дека кога Христос исцелувал, бидејќи само Христос исцелувал, што значи дека правел? Го обновувал целиот божествен лик во човекот. Телесно здравие, душевно здравие и духовно здравие. Простени ти се гревовите. Прво тоа му го кажува. Зошто? Па тоа е најбитното. Што рече Љубица, тоа било причината пред се, во конкретниот случај. Но тоа е суштината. Барајте го најнапред Царството Божие и правдата Негова. Значи, мојата духовна состојба, помирен со Бога, опростени гревовите, оправдан и посветен со Христовата благодат. Без тоа нема исцеление. Исцеление не значи телесно да биде, па дури ни душевно,
да бидеш оздравен или излекуван, туку и духовно. И тоа е суштината. Можеме да кажеме и обратно, или ајде да си го поставиме како прашање. Дали кога Христос, еве нека ни биде пример, овој случај од Марко 2 глава, со човекот со исушената рака, фатениот во други преводи кажано, дали кога Господ ти простува, значи духовно те лечи, дали тоа подразбира и исцеление на телото? Да. Сега, може би ова звучи чудно, но јас го поставувам тоа прашање како предизвик. Бидејќи ние може да се чувствуваме и помирени со Бога, и како што велеше така малку описно брат Дојчин, дори кажуваше некој цитираше како човек воздивнува. Ах, тата! Ние може да се чувствуваме многу помирени со Бога, многу опростени, дури многу посветени, а може се уште да бидеме болни, да речеме нешто телесно болно, може? Постои таков случај? Може. Понекогаш и со намера, како што вели апостол Павле, Господ намерно ми ја остави таа болест, тој трн, тој ангел сатанин, за да не се возгорда. Таков бил и случајот со Елена Вајд. Но ако болеста била последица на нашите греови, дали исцелението подразбира све, и простување, и оздравување од болеста? Да. Бидејќи цело е кога се има се. Како првото прашање што го поставив, дали исцелението од болест подразбира и духовно, не само телесно, и душевно, значи и простување, и помирување со Бога, така и обратното, бидејќи цело е кога се има се. Дали простувањето на гревот, на беззаконието, на грешните навики, значи и исцелување на секоја болест која што се јавила како нивна последица. Може би. Но ја сакам да размислуваме за ова прашање, не за да се посомневаме сега, не за да ова да биде повод да се посомневаме, па дали сега Господ стварно ми простил, бидејќи евен се уште сум болен од нешто, или се уште сум на апчиња, или така натаму. Ако ти знаеш, како што рече Дојчин, ти знаеш, ако Господ ти простил, знаеш. Ако го имаш Светиот Дух, знаеш. Ако си новородена, знаеш. Не можеш да бидеш во несигурност, дали сум. Ако си во несигурност, значи не е тоа случај. Но, често пати зависи од нашата вера. Од нашата вера зависи. Господ покажа со пример дека не на сите на кои што тој им простил, или поточно речено, не сите на кои што тој им простил, подеднакво се благодарни и подеднакво го љубат Исуса. Или случајот со Симон и грешницата. Грешницата го љубела Исуса повеќе од лепрозниот Симон, кога Исус го исцелил, и него. И Симон секако бил благодарен за тоа и го поканил Христа на дома, на гозба, на вечера. Значи, човекот бил благодарен, бил или не бил?
Бил радосен, среќен, благодарен. Имал љубов кон Исуса, својот исцелител? Да. Но Исус вели дека грешницата имала поголема љубов кон него, отколку Симон. Зошто? Зошто таа повеќе љубела од Симона? Самиот Исус вели, затоа што повеќе и било простено. Повеќе и било простено. А повеќе и било простено, затоа што била поголем грешник од Симон. Епа сега, што треба тоа да ни укаже? Како се гледаме себе си? Како поголеми или како помали грешници од некои други луѓе? Како се гледаме себе си? Тешко нас. Кога ќе се видиме себе си како големи грешници или како што брат Борче спомена, никакви, минатата сабота? Кога ќе се споредуваме само со Христа. Според тоа, кога и ќе имаме поголема љубов, а со тоа поголема вера кон Исуса, тогаш кога се споредуваме со Него. А не меѓу себе и со другите луѓе. Или со надворешните пијаници, блудници и така на неверници. Да, содомјаните денешни и така натаму. И тогаш кога повеќе ќе ни биде простено и повеќе ќе љубиме, тогаш ќе бидеме и по-цели. По-исцелени, по-здрави и по-силни, повторно според Павловите зборови, бидејќи тогаш кога сум слаб, тогаш сум силен, бидејќи тогаш кога сум слаб, тогаш Божијата благодат и Божијата сила можат да се откријат во мене потполно во сета сила. Затоа, браќи и сестри, ние слабите, ние болните, и духовно и телесно, ние немокните, имаме шанса да станеме посилни од било кога порано. Посилни и од младоста. Зошто? Бидејќи не е исто да бидеш здрав и силен во твојата сила и да бидеш исполнета со Божијата сила. Исто или не? Твојата сила и Божијата сила. Божијата благодат не е исто. Но ова второто не се случува автоматски, се случува само со вера и како кај кого зависи од тоа колкава љубов и колкава вера. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Браќа и сестри, слушајќи го Јани, не можева да не се сетам на искуството на Павел Гоја, кога го чукнало на момче што било со ментално попреченост имало. Се сеќавате, тоа починало. И Павел Гоја кажува дека таа вечер се молил како никогаш до тогаш. Не од тоа што чувствувал само дека он тоа го направил, него
се молел така усредно од Господа и сабајлето, кога дошле на работа, персоналот во болница, момчето кое што било во мртвачница, кое лежало, вели таму дека ги дочекало станато и им посакало добро утро. Значи, било мртво. Во мртовечница било, да. Воскреснало и здраво целосно, освен кршениците што ги имало, значи, на раката и на ногата. Само тоа, додека и после тоа, вели, немало никакви ментални попречености, ништо. Значи, кога Господ исцелува, тогаш е целосно и ментално, и физички, и секако. Многу јак пример и од лично искуство на Павел Гоја, и не можев да не се сетам на тоа. И сакав да го споделам со вас.